Оваа сабота во Скопје. Во организација на Добри дојде Македонија Цинтерот ќе се случи базарот во ритамот на македонските традиционални занаети и креации, на кој ќе бидат представени рачни изработки и креации од жени од ранливи групи. Базарот е дел од поголем проект насловен како зекнување на женското претприемништво преку занаети и одржливост. А покрај тоа што ги враќа традиционалните занаети во мода, ги насочува жените од ранливи групи кон претприемништво и ја подобрува нивната положба во општеството. Целиот наш проект што тече 3 години, ќе тече наредната година, се однесува на жените, младите, вклучително и ранливите категории од жени и млади. Фактички, ова базар е како еден краен производ на тоа што нашите учесници работеа оваа година. Проектот ќе продолжи и наредната година, со што ќе одиме на едно второ ниво на едукација. Вклучени се 8 општини, а во оваа година базарот ќе присуствуваат учесници од Скопје, Тетово, Струга и Богданци, а наредната година ќе учествуваат од наредните 4 општини. Фактички ние во изминатиот период им даваме едукација на оваа категорија на млади жени, вклучително и ранливи категории, со цел да го подигнеме свесноста за македонските занаети и со цел оваа група на учесници да ги практицираат занаетите. Во предходната година, предходните неколку години, дававме едукација за ткаење, шиење, везење, плетење, така што овие групи на жени учесници ќе се представат со тие производи. Меѓутоа, за нас е многу важно, инклузијата е многу важна, значи инклузијата на ранливи категории во женското претприемништво. Меѓутоа, ова ќе биде инклузија на жените претприемачи кои беа обучувани на нашите обуки со редовните занаечи, едноставно да се измерат на реалниот пазар на труд. Какви треба да бидат нивните производи по квалитет, по изглед, по начин на кој се продава, по маркетинг, бидејќи ние не само што ги обучувавме рачни вештини, тука им дадовме еден семинар, обука, како откако ќе го направат производот полесно да можат да го продаваат. Знаете, сега онлайн производството по социјални мрежи зима голем удел, така што ние ги обучувавме на кој начин би можеле да се представат со своите производи. Базарот ќе се одржи оваа сабота во јавна соба, а со самото присуство на истиот подржувате мал бизнис и им помагате на младите жени или жените од социјално загрозени семејства да заработат и да имаат нешто свое, што ќе подобри нивната положба во општеството, а истовремено ќе придонеси за понатамошен развој на занаетчиството. Во сите земји во светот има стратегија како да се поддржи домашното производство. Ние ова го правиме како здружение, поддржано од амбасадата на Словенија, и мислам дека крајно време да се направи една сериозна стратегија од страна на државата за поддршката на македонските занаети. Бидејќи има многу она што ние во текот на овие работилници сме го детектирале, дека постојат многу млади талентирани особи кои можат да се посветат на занаетчиството и тоа да биде само вработување. Бидејќи во текот на овие проекти ние сретуваме и фамилиарни бизниси, затоа што мајката работи плете или шие или везе, меѓутоа и децата се вклучени и целата фамилија, братучета и роднини, и поддршката на тие мали семејни бизниси е многу значителна за едно општество. Мислам дека треба да се, како што кажав, да се направи една поиздржлива стратегија за овие мали бизниси и креации. Затоа што јас секогаш велам дека сега сме во ера на вештачка интелигенција која е многу актуелна и која најверојатно многу професии ќе ги остави надвор од пазарот на трудот, а незаменливо ќе бидат вештините со раце.
Така што рачните вештини, доаѓа време на рачни вештини, креации и тоа е она што сакаме ние да го поддржиме и сакаме да ги повикаме граѓаните што помасовно да дојдат и да бидат дел од оваа наша заедничка поддршка. Базарот во контекст на престојните празници ќе има многу ништа со новогодишни мотиви и ќе представува идеално место каде што можете да купите подарок за некоја драга личност. Истиот ќе трае 7 часа, од 10 до 17 часот. Деки се новогодишни и божекни празници и ги повикуваме слушателите кои сакаат да подарат некој подарок, меѓутоа истовремено и да го поддржат ова женското претприемништво и македонските традиции и занаети, да дојдат и да си одберат нешто. Значи ќе има разни работи, плетени производи, ќе има од филигрански производи, ќе има органска козметика, органски производи, новогодишни производи за елки, ќе има плетени кукличиња, значи палетата е многу голема и има подароци за секој вид и возраст на посетителите. Така што мислам дека поддршката и посетата на овој базар ќе биде многу важна за поддршката на занаетчиството во Македонија воопшто. Базарот во ритмот на македонските традиционални занаети и креации е прослава на македонската традиција, креативност и женско претприемништво. Истиот е поддржан од амбасадата на Словенија, а е во реализација на Добре дојде Македонија Цинтерот.